Најверојатно е британскиот сој, затоа што многу брзо се шири, цели семејства доаѓаат, различни возрастни групи. Ако во претходните два брана имавме воглавном пациенти кои што беа постара возрастна група, сега имаме и млади, од 20 години нагоре, значи со различна тежина на клиничка слика. Имаме и во модуларната и во другите два инфективни одела и доста тешки пациенти на кои што пружаме максимум се од себе и воглавном овде се лекуваат затоа што скопските клиники се полни. Голем проблем е да оние што се со влошена клиничка слика ги носиме на терциерно ниво. Нема место. Па искрено вчера и побарав од министерот, затоа што јас ги сваќам, значи тоа е регистрирано како здравствен дом. Не се хоспитализираат пациенти. Меѓутоа, добар дел од тие пациенти доаѓаат овдека, да не речам секој што е со средно тешка и тешка клиничка слика. Креветите ни се битни, меѓутоа потребен е персонал кој што ќе ги обслужува тие пациенти. Не е само да ги сместиме, туку треба и адекватно да се грижите. Не е исто да имате во еден болнички објект 30 и 40 пациенти и да имате 20-тина, да кажем. Побарав помош доколку се во можност, многу би ни значило дали ќе се работи тоа за специјализанти, општи лекари, специјалисти, да имаме луѓе повеќе за да може поадекватно да им се посвети внимание на овие пациенти.